организираме протест. Главната цел е да се даде глас на граѓаните и да се укаже на домашната и меѓународната јавност дека општествената ситуација во Македонија е народот против една корумпирана авторитарна врхушка власт, а не е тоа само конфликт меѓу политички партии. При тоа ги повторуваме нашите барања од пред и во понеделник. Првото барање е оставка на целата влада, начело со Груевски, на правна одговорност и враќање на одводеното. Втората наша порака е изразување поддршка на сите оние кои што беа неправедно уапсени и некои од нив осудени во протестите од 5 мај натаму. И конечно нашата трето барање, трета порака е дека не сме да се случи само козметичка измена на власт, туку мора да следат суштински системски промени кои што ќе ги санкционираат сите оние проблеми кои што дозволуваат да дојдеме до оваа. Беше покажен на еден најбрутален начин. И тука сме од две причини. Првен да се подсетиме на тој автентичен револт, на тоа изливање на гнев кога сите тие луѓе решија на улица да го канализираат и да го израдат сето она што го слушна на снимките, веќе не можеа да го трпат притисокот од оваа авторитарна власт. И тука сме уште еднаш да дадеме поддршка за сите тие студенти кои беа трпани, за сите студенти кои завршија во притвор, за сите политички затвореници на 5 мај. Автентичниот глас на студентите кои решија дека нема да молчат и кои беа предвестник на бурата во нашето општество и од нив почна ставањето на крај на оваа корумпирана и авторитарна власт. Но ние ќе останеме овде за да им кажеме дека нема да го запоседнат тој дом додека не го помодрат и последното око жедно за знаење. За крај, ајде да ги подсетиме сите што презирено не гледаат и не критикуваат и не прогласуваат за сепаратисти. Дека граѓанинот сам по себе е политички субјект и има право да го одбере начинот на кој што ќе протестира. Да им кажеме дека нашите вистински домови беа и ќе останат училиштата, универзитетите и библиотеките. Тоа е нашиот вистински дом. Добро дојдовте дома. Да си честитаме за враќањето на улиците што нам ни припаѓаат, кои лежат в затвор затоа што беа со нас и на 5 мај. Затоа од 5 мај до крај ќе одиме секој ден. Од 5 мај до крај! Од 5 мај до крај!
Od 5. maj do kraj! Od 5. maj do kraj! Morame da se sklopime site zajedno. Nije mora da работиме и да протестираме сите заедно. Затоа што ние имаме една иста кауза. Без разлика на нашата идеја, каузата која што ја имаме е една, а тоа е да падне оваа власт. И конечно да си вратиме државата назад. Затоа ги повикувам сите на секој протест да бидат сплотени и да бидат заедно. Ние сме